Здравствени причини или политички притисоци и влијание? Зошто врховната судијка Цветанка Перич се откажа од кандидатурата за член на судскиот совет? Е клучното прашање по денешната седница на највисокото судско тело. Дел од членовите разочарани зошто Перич една недела пред гласањето се откажа да им стане колешка во судски. Други пак ја почитуваат одлуката, иако сега нема можност да и се тргне името на Цветанка Перич од гласачкото ливче. Направи некако судски совет, не можеме ништо да направиме. Да беше таа единствен кандидат, не може да ме изборим. Ние примивме кандидатска листа со 20 кандидати. И јас не гледам ништо друго. Логично се изборите и за апелационото подрече Битола и за Врховниот суд да се одржат на 6. Но кажам повторно, јас сум многу непријатно изненадена. Може ли на 5.6. да ни достави ново известување останувано на кандидатска листа? Значи, да имавме барање да одлучуваме што со кандидатурата на конкретниот судија, тоа е веќе нешто друго. Во оваа ситуација немаме такво барање. Председателката на Врховен Беса Адеми кажа дека колегите не знаеле дека ќе се кандидира, а уште помалку дека ќе ја повлече кандидатурата. И покрај тоа што навела дека поради здравствени причини не може да стане член на судскиот совет, не отсуствувала од работа во Врховниот суд. Вршењето на судиската функција и вршењето на член на судски совет од редовите на судиите, секако и на сите членови на судскиот совет е јавна работа, кој што непосредно е поврзана со јавниот интерес. Особено што во овој период е потребна целосна консолидација на силите за надминување на сите нотирани проблеми. Потребен е еден потемелен пристап. Дека известувањето од Перич стигнало во 5 до 12, членовите си оставија задача пред себе да проверат дали навистина станува збор за здравствена состојба или евентуално политичко влијание. Не се докажани овие здравствени причини, тогаш ние малку да посветиме внимание на друго прашање. Дали се можни влијанија или притисоци? Се е збор ваквото однесување, значи процесот на избор со месеци се одвива, се работи за судија на Врховен суд. Со оглед на тоа дека кандидатската листа нема да се менува, единствен потенцијален член на Советот од Врховен останува судијата Исамедин Лимани, но неговата кандидатура ги подели членовите на Советот на една од претходните седници. Несогласувањата беа поради националната припадност, бидејќи доколку Лимани добие поддршка, би се нарушила првичната застапеност во Советот. Судски треба да пополни уште едно место од редот на судиите од Битолското апелационо подрачје, од каде има тројца кандидати. Судиите Александар Камбовски, Александра Поп-Стефанија и Татјана Сусулеска. Највисокото судско тело е без 20 членови, откако лани во јуни судиката Миријана Радевска Стевкова од Врховен си поднесе оставка, а Мери Радева се пензионираше годинава. Изборот за нови членови на судскиот совет е закажан за 6 јуни.